Владата, кабинет на председателот, разузнавање, воено разузнавање, МВР, АНБ, ОТА, МНР, Дирекција за безбедност на класифицирани информации. Ова се институциите кои имаат документи, информации, службена и државна тајна. Обвинителството не кажува до која од нив испратила известување дека во домот на подпредседателката на Собранието и пратеничка Фросина Ременски, која исто така е осомничена за активностите на Меѓународниот сојуз, пронашле доверливи документи, како што тврдат од обвинителството. За доверливиот материјал најден во домот на сопартијката денеска не сакаше да коментира ниту министерката за правда Рената Десковска. Делот што се однесува на класифицираните информации или документи не е во дел на Министерството за правда, тоа е материја која што уредува Министерството за внатрешни работи, така што утре ќе продолжат министрите за внатрешни работи ќе може тоа прашање да го постави. Кој е кртот и како документите стигнале во нечiji дом засега нема одговор. Од обвинителството велат дека повеќе информации не може да споделат во оваа фаза на истрага. И додека случајот да добие правен епилог, Фејсбук и понатаму е мегдан за закани и преписки меѓу Ременски и членот на извршниот комитет на опозицијската ВМРО ДПМН Еорце Ѓорѓиевски. Тој вели дека пратеничката на СДСМ треба што поскоро да седне на обвинителна клупа, а Дирекцијата за класифицирани информации да даде одговор за, како што потенцира Ѓорѓиевски, приватната архива што си ја правел нејзиниот сопруг Јовче Ременски. Претеничката пак му порача да не шири дезинформации, а од тие наводно класифицирани документи многу брзо ќе го боли главата и него и сите заинтересирани, напиша таа.